Со појава на поленовиот прав, започна сезоната на алергии. Иако календарски се уште сме во зима, невообичаено за овој период високите дневни температури и ниските вечерни придонесоа за зголемена фреквенција во амбулантите. Симптомите на алергија се слични со оние на настинка, па затоа лекарите апелираат на поголема предпазливост. Се јавуваат реакции во смисол на чешкање, очи, нос, гребење грло и евентуално потекување од носот на чиста бела водичка и често пати таа категорија на луѓе се изненадени или оние веќе кои имале такви потешкоти, односно такви симптоми, веќе знаат дека се тоа првите алергиски реакции и бараат помош, односно добиваат терапија. Во зависност од симптомите и потешкотиите, се утврдува и терапијата на пациентот. Се дават антиалергени, антихистаминици, дават се капки за нос, тоа се локално во носот се стават одредени препарати кои имат одредена хемиска супстанца која делува на смирување на алергиската реакција. Од година во година се зголемува процентот на лица кои страдаат од некој тип на алергија. Ако пред 10 години само 11% од населението биле алергични, сега според последните анализи, секој четврти македонец има алергија. Најголем број од причините за тоа се лоцираат кај загедениот воздух, частичките од дизел горивата, модифицираната храна, разни пестициди, антибиотиците кои се даваат на живината и добитокот, а потоа се наоѓаат во млекото и хранливите продукти.